Секогаш ќе се грижиме за возрастните, за оние кои придонеле за развојот на Карпош. Од возрастните може да го добиеме искуството и знаењето, а кога тоа ќе се спои со младост и енергичноста, успесите се неминовни. Со овие зборови градоначалникот на Карпош Стефан Богоев ги поздрави жителите на домот за стари лица Мајка Тереза, кој се наоѓа во населеното место Злокуќани. Не само за вакви денови, не само за вашиот патронат, јас сакам да ја користиме секоја прилика што може за вака да се дружиме, почесто да бидам тука, бидејќи тука навистина има една топла и пријатна атмосфера, човек да се чувствува како да е дома помеѓу своите. Она што се спомна пред малку, тоа е една ситница стварно за општината која што навистина помага овде практично и ние и понатаму сакам да знаете дека во општината имате целосно партнер за се што ви е потребно. Сега разгледувавме надвор можности во текот на пролетта и почетокот на летото и дворот овде да го разубавиме, да може да го суредиме со клупи, да можете да го користите сите, бидејќи е навистина убава локацијата, убаво е местото, гревата е да стои вакво какво што е. Треба да се среди, за да може сите да си го користите и да си уживате тука како што треба во пензионерските денови, кои што верувам дека на сите ви се повеќе од заслужени. Фала ви уште еднаш, чест ми е што сум тука и почесто се гледаме. При посетата на овој дом, градоначалникот Богоев, заедно со дел од советниците од општината, додели пакети за овие луѓе кои деновите ги минуваат токму во оваа установа. Станарите на домот се заблагодарија за несебичниот ангажман на локалната самоуправа, која се погрижи за подобрување на условите за престој. Ова заедничко дружење ќе продолжи и во иднина, вети градоначалникот Богоев. Агендата на градоначалникот на општина Карпош полна и набиена. Одбележувајќи го месецот на општина Карпош, Богоев во придружба на неколку советници го посети Монтесори центарот за едукација во основното училиште Аврам Писевски, во кој се згрижени околу 20 деца на возраст од 3 до 6 години. Тој таму беше информиран за тоа како работи овој центар, кој е бенефитот од неговото постоење, а понуди и каква било поддршка и помош доколку има потреба од тоа. При неговата посета беа доделени пакети со средства за хигиена.